Почитувани гледачи, добро утро до сите вас кои сега ни се вклучувате на програмот на К3 телевизија. А ова е вториот дел од утринската програма Нов ден. И како што е и редот, во овој дел секогаш си имаме гости. Сега ова утро имам млади и убави луѓе, две прекрасни дами и еден млад господин, кои што ќе не научат и ќе не воведат во светот на спортските танци. Инаку, во прашање е танцов спортски клуб Динамик, а нашите гости се Елена Маневска, која е член, Јулијана Јовановска, помошен тренер, со колегата Владко Стефановски. Убаво звучно име и презиме, така ли? Кое што и личи да може би еден ден влезе во светот на селебрити клубот, нели? Радимето и презимето, а веќе се трудиш да бидеш во тој свет. Добро утро. Добро утро. Како сте? Одлично. Не е многу рано, нели, за станување, за гостување, сепак ако сакате да се занимавате со некој овој тип на работа, на професија, таа веќе треба, нели, да се одвикнете што значи рано станување и доцна легнување. Така. Значи 24/7 треба најчесто да се активен, само толку, ништо повеќе. Да. Ајде вака. Да се запознаеме. Значи танцов спортски клуб, кој може да ни каже нешто повеќе за личната карта на Динамик? Од кога почнува, како почнува, да мала лична карта за клубот, да се запознаеме колку години работи, функционира, како и така натаму. Па танцов спортски клуб Динамик постои веќе 28 години, кој е под раководство на Тања Кетановска. Добро. Работиме активно, каде што часовите тренинзите ги одржуваме во културниот дом Драјко Прокопиев 3 пати неделно. Броиме повеќе групи на од различни возрасти, каде што се поделени за играње по парови. Имаме категорија девојче со девојче, машко женско, класично, стандард и латино танци. И сега од пред некоја година почнавме и со латино формации. Што значи латино формација? Латино формации, всушност добивме идеја да ги започнеме со таков тип на танц, каде што комбинираме повеќе стилови на танц. Добро. Бидејќи збројот на заинтересираност на машката популација веќе почна да опаѓа, па моравме да комбинираме нешто, да направиме наместо да има константно само латино парови, се обидовме да има девојче со девојче да се надпреваруваат, но ни таа идеја не функционираше баш најдобро, па се одлучивме да правиме латино формации, каде што група девојчиња или ако имаме плюс машки членови, формираме како група со што правиме комбинирани кореографија од различни стилови. Со тоа представуваме малку поинаков начин на танцување од латино и стандардни американски танци. Така. А Владко, Јулијана вели машката популација ја нема. Зошто? Не знам, тоа е добро прашање. Значи, се намалува, не знам што е проблемот, но во последно време се помалку и помалку. Не, застапена е, но во многу мал број, например, од 20 члена, 20 деца, имаме, значи, 4 машки, тоа е многу малку. Многу малку, така. Многу малку. Познати двојки во светот, има многу познати светски танцови, парови, да кажеме, кои како пар, во пар се многу познати. Значи, тоа не е нешто што, не знам зошто така се гледа во градот, или кога се однесува до танцот, дека тоа не е за машките. Не можам да разберам. Многу убаво кога ќе видиш еден пар како игра убаво. На било која прослава или на било која не се цени. На било кој настан, зашто тоа не се цени, тоа е за повели. За жал кај нас се уште е така, значи, мислам претходно не било. Се уште владе некој така, дека танцот не е за машки, не знам зошто, а баш повеќе, значи, познати танчери има мажи. А точно баш и за тоа зборуваме. Владко, ти си помошен тренер. Кои се твоите обврски? Колку време си тренер ти таму? 2 до 3 години. Добро. И твоите обврски се да работиш со сите групи или? Значи имаме определено, значи, групи со кои работиме, но секогаш може да помогнеме и со друга група ако е
има потреба. Ако има потреба, така? Да. Колку пати неделно одите на тренинг? 3 пати неделно, значи вторник, четврток и сабота. Еден тренинг трае од 1 час до час и половина, зависно колку е потребно за таа група. А како дојде ти до оваа функција тренер? Колку години се занимаваш ти со? Јас се занимавам 8 години, но ето така се случи, ме привлече, не знам, така танцот. Добро. Ме интересира посебно исто така кореографијата. Што исто така почнав, работев, првите латино формации беа моја кореографија, значи нивна идеја, моја реализација на некој начин. И така успех. Нивна идеја, твоја реализација. Да. Комплицирани сте. Дали барат од тебе да стоиш на раце понекогаш? Не. Дали се комплицирани многу? Не Дали се барат комплицирани невозможни воопшто. работи? Но сепак треба прво, најважната е желбата. Ако Добро. тие сакаат, може да се работи, тоа е најважно. Многу е тешко да се работи со луѓе кои не се на некој начин Ентузијасти немаат желба, немаат потик. Немаат желба, да, немаат потик. А Значи, во тоа е секоја работа, ако не ја сакаш работата, ако не го сакаш тоа што го работиш, таман се да ти е наредено од страна или се да бидне по некој ред лесно изводливо, не може да го правиш ако немаш желба. Не. Тоа е најважно. Посебно. Најважно се пробите. Тоа е најважно. Да. Како за првата формација што одвоивме 3 месеци. Да. Само 3 месеци. 3 месеци, ама напорно работа. Со доста напорни Па само ја тренинзи. затоа и велам Веќе само тоа е 3 нов месеци. стил Кога е внесен веќе? поради тоа. А Елена, ти си член? Да. Колку години? Па веќе 4 години. Добро. Да, играв и порано додека бев помала, ама правев голема пауза поради отсуство на машките членови. Нема машки. Нема Кај машки. сте машки? Зошто нема машки? Почитувани Има машки. пари, јас едно момче, ама си отида да игра фудбал. Добро, фудбалот е за машки сега, го разбирам и тоа, но оциде вика машка, имав машка, ма ти да игра фудбал. Ми отиде. Ко дојде друго, веројатно, ајде машки преведе се првина, ако не друго, нека ви бидат потик. Има многу убави девојки, како што се нашите две девојки тука, прекрасни се. Јас мислам дека тоа треба да ве мотив. А што има фудбал? Кој има во фудбал? Нема убави девојки. Така. Кажи за тебе нешто повеќе во клубот. 4 години членуваш, така? Да, константно вака. Добро, пред тоа веќе си била членка, зборуваме за динамик, така? Да, да. Што е она што тебе те влече да тренираш, да одиш на проби, да бидеш дел од А па клубот динамик? едноставно тоа ми е влезено више така. Под кожа? Да, под кожа. Сакам, не икам тоа е, мора да идам да се изиграм или не знам, едноставно своето слободно време сакам да го користам така за играње. Се исполнувам некако. Така, точно. Па Да. тоа е буквално баш како спортистите што тренираат, нели? Доколку не се Да. истренирам, да кажеме, 3 Како пати навика неделно, некоја. влегува, морам да се истрча, морам да излезе тоа Да. од мене и тоа е убаво чисто ради велат ради здравиот дух, ради Така. здраво тело, здрав дух, како беше така некако. А гледам, има пехари. Има награди. Не ги гледам од тука. Едната е Скопје Open 2013, а другите там и тоа е Скопје, така? Да. Од кога се Сите три се од Скопје Open, едното е од Скопје Open 2013, каде што имаме освоено прво место. Вториот пехарни од Скопје Open 2014, тука имаме земено 2 први места со 2 кореографии и овој третиот пехарни од оваа година од Скопје Open исто така, каде што имаме освоено прво место. Значи, сите се со прво место, се разбира, кога се младите од Куманово, тоа најчесто оди така, чисто да им покажеме како треба да се работи, нели? И ќе си додеме дома. Се разбира. Не џабе велат од страна, немој во Македонија да, нели, да играш, да пееш, и што имаш уште нешто? Имаш уште некој работа, ама не ми се допаѓа, многу се однесува на пиењето, тоа не го сваќам. Добро. Ова е еден, мислам, првиот дел би сакала да биде ваков, сега малку ќе се одмориме, ние на музичка номера, а потоа пак продолжуваме со музика. Со емисија.
6, we rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember how we used to play. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Now he's gone, I don't know why. Until this day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye. He didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Продолжуваме со разговор во нашето студио, каде што гостини се тренерите и членовите на танцовиот спортски клуб Динамик од Куманово. Владко, да не те запоставуваме тебе, немој ти да не избегаш од клубот. Како е едно од ретките машки. Ајде да ни кажеш за активностите на клубот. Вака, значи, активностите по што се однесува до настапите, нели, до поканите, до тип на фестивали, веројатно, или надпревари, кај што нешто се случува. Знам дека порано имаше во Куманово, нели, пред, сега не знам колку години имаше, нели, кога учествува другите ритмови танци, кога имаше надпревар во Куманово на клубовите, кои што постојано, тоа беше веројатно многу поодамна, веќе и го нема тоа. Ме интересира каде, која манифестација е сега нешто како врв кога ќе се соберат сите танцови клубови од Македонија? Најпрвен постои танцов-спортски сојуз. Добро. Значи за сите танцови спортски клубови од низ Македонија. Така. Работат сите заедно и низ текот на годината секој спортски клуб прави свој домашен надпревар, бодовен надпревар. Тогаш таму членуваат само, значи, на ниво на Македонија. На ниво на Македонија спортски клубови, бодовен. Да, бодовен надпревар, каде што собираме поени и се надоградуваме во поголеми категории. Добро. Тоа значи Како оди тоа бодирање? Од колку до колку, колку е разлика? Значи, во почетокот има категорија, значи најниска прва категорија е например за латиноамерикански танци, пета категорија. Со собирање на одреден број на поени бодови, се преминува во четврта,
Мислам дека околу 80 до 100 бода. 80 до 100 поени. Понатака од четврта да се примене во трета категорија од 100 до 120 Така? и така понатака до прва категорија. За разлика од стандардни танци, најмала категорија е С, Најмала. А, Б, С, Д. Д категорија. Тоа е најмала? Да, Добро. најмала е прва почетна категорија. Потоа Значи се оде, почнува во таа С, категорија па Б нагоре, добро. и А категорија. Тоа Добро. е исто понатака, значи има голем број меѓународни надпревари, како Скопје Open, Добро, а државни. ме интересира ова, сакам пак да се навратиме за спортскиот дел. Значи, вие учествувате на тој спортска манифестација, да кажеме, и со тоа се рангирате колку сте добри всушност, нели? Значи, дали добивате, нели, Д беше најниско или С? А, Б, Д. С, Д, така? А, Б, С, Д, значи 4 категории постојали. Сега, и значи, вие секоја година настапувате и се рангирате, добивате некаков документ, некако признание или не? Постои од Танцов сојуз. Ве класифицира Да, таму во Сојузот? Да, имаме посебни книжки Добро. во кои се пишува текот на надпреварите, значи таму ни стојат бодовите, прв партнер, втор партнер, ако имаме сменето, значи се е таму. Тоа е на некој начин како документ. Во ред, имате таму, Кој- но дали вие имате некаков документ да кажеме, еве Танцов спортски клуб Динамик влегува во категорија Б, да кажем. Имате ли таа? Во ред што го води Тоа вашиот се клуб? се менува категорија со тоа отколку ќе ги исполни сите тие дадени поени што треба да ги освоиш. Така? Например, ако во категорија во четврта категорија Латино имаме да освоиме 80 поени за да продолжиме во трета категорија, значи се од текот на годината и надпреварите што ги Што ќе ги посетуваме, настапите што ќе ги имате во текот на година. Откако ќе ги собереме тие поени, тие се запишуваат и само така продолжуваме понатаму во друга категорија. И сето тоа кога ќе добиваме награди, дипломи и слично си пишува, например, Танцов спортски клуб Динамик со тој и тој пар во таа и таа категорија, например, да се пишува конкретно место. А вака како сертификат или нешто одредено за категорија, не, нема. Добро, тоа ме интересираше дали постои таков тип на класифицирање, со оглед на тоа што нели се почнува од одредени поени, па нели се напреднува со текот на времето. Дали си постои чисто како поделба на клубовите, сега ние знаеме да сме најдобри од Кумано, сме најдобри, тоа е факт. Ето така че се било фино да си има некој документче па да го видиме, нели? Добро, да. Нема документ, бидејќи тој оди индивидуално, како од пар на пар. Така, добро, Значи, да. ја разбрав и Јулијана, Да, тоа е. во ред е сето тоа, само што, ете, мисле дека на таков начин се оди. Реков, те прекинав за Скопје, сакаше да ми кажеш за... Да, значи ова Скопје Open наградите се од Латино формација. Добро. Првим да се воведеме. Колку Прва учесници идеја- имаше? Прва идеја, вака да почнем, ни беше во 2013 година. Цел ни беше да се представиме на, знаете дека Куманово е представен како град на танцот. Знаеме. И секоја година се организира И на Ден глумата, свест. и на песната, и на се сме представени. Да се организира Ден свест со страна на Ден Студио Мак. И првата цел ни беше таму да се представиме, да ја видиме реакцијата на публиката. Добро. Дојде до идеја, направивме кореографија, но бидејќи прв пат се представувавме, направивме некои спој на повеќе стилови. Така. Не беше стрикно латино, туку вклучивме мал дел на кабаре и стандардни танци во помодерна форма. Добро. Се представивме, мислам дека беше Ајде да видам, април. мислам дека имаш некои фотографии, така? Да. Ајде, Има колеги, да фотографии. видиме кои фотографии имат нашите гости. Ова е тоа? Не, ова е после тоа.
Добро, да ни Па, кажеш е. кој снимок Да, се ова? поред. Кога се представивме, добивме многу добри критики од публиката, добра реакција и на некој начин добивме поттик да се пријавиме на прв надпревар, но не под категорија латина формација, туку под категорија шоу денс. Прв надпревар беше IDF, меѓународен фестивал организиран во Скопје од страна на Ревис. Добро. В Скопје и тоа е првата фотографија што беше представена. Таму исто така добивме многу добра реакција. Се здобивме со прво место, немавме можност да не се пехара. Се надевам нареден пат. Многу ли беше проблем? Не него. Него? Ке го видиме друг пат или дојдете пак. Дојдовме добра реакција од судиите, од страна на други тренери, на други клубови, не праша како работиме, со што се занимаваме, значи поточно. И вие ги кажете едноставно Да. како да ви објасниме кога не сте од Куманово. Како можете да го разберете тоа, нели? така. Понатака се спремавме, правевме една пауза, бидејќи на Скопје Open немаше формација, но се пријавивме, мислам дека тој пехарот од 2013. Да, тоа. Да. Бевме како пар во шоу денс, ние двајца, и на некој начин представивме нешто како шоу, латино, кабаре, исто така, Скомбинирано. значи скомбинирано нешто за да почне Така, добро. на некој начин. Илена, ајде кажи ми го твоето најнеобично искуство. Најнеобично искуство. Да. Сигурно е дека има. Па Размисли, Елена, и ти сакам да ми кажеш нешто необично, нешто во смисла кога сте имале најголема трема, се очекувало нешто многу од вас, а ви се случило сосем обратно чувство или некое непријатно чувство, да кажеме, кое е нормално, сте го преживеале на некој ваш начин. се разбира дека во толку годишно искуство во Постојат танцот ќе многу. постои, да, секогаш. Секогаш е присутна таа позитивна или негативна трема, зависни од расположението пред надпреварот. А конкретно некоја случка, не знам, ментално Ти се случило ли да паднеш на сцена? среќа за сега не. Добре. Во текот на танцот не. Али После танцот не интересува во текот После на танцот што се случува. па немам некоја особено необична случка, се разбира, сите ние грешиме додека танцуваме, па така се случувало со партнерот кога ќе имаме заедно некој надпревар или настап, да Да ја изгубиме импровизира, таа нели? комуникација, да се импровизира, па да се најдеме на скроз различни страни на сцената и така малку да ни се зголеми уште тремата, да не знаеме буквално каде се наоѓаме. Да. Но сепак со работа и разбирање најдеш начин некако да се вратиш што велиме ние во нормала, за да не изгледа тоа се така како што е пред судиите. Една од многу важните работи на сите особи кои веќе работат некој тип на како и се занимаваат како и вие и ние што се однесува до јавните настапи, доколку не знаеш да импровизираш, нема да влегуваш во таа работа, бидејќи импровизацијата е се Во посебно танцот тоа се импровизација најбитна. и глумата се Импровизацијата е многу многу, битни многу за да го пренесеш чувството пред се, како го чувствуваш музиката, секој танц има посебно си бара своја емоција, каде што треба да ја пренесеш на публиката, да допре до нив, дали ќе биде тоа поенергично, дали треба да глумиш некое љубовно чувство, страст или слично, значи се тоа можеме да го направиме преку танцот. А со оглед на тоа дека постојат нели први, втори, трети награди во буквално во сите можни професии, а постојат за тоа што способноста на актерите, на танчерите, да го пренесат чувството. И колку вие ќе не убедите во тоа, толку сте подобри, нели? Што велат колку актерот ќе не расплаче во некој филм, значи Да. многу е добар. А знаеме дека глуми, дека не лаже, дека тоа не е точно, а пак ќе се расплачеме, така ли? Така е. Повели Елена да чуеме за твоите искуства. Па
Па, искрено немам и јас нека многу необично искуство, самото тоа чувство дека кога треба да настапуваш негде, така се осеќаш како ништо не знаеш дека играш, како да си ја заборавил целата кореографија, знаеш дека сите очекуваат дека треба да изиграш како што треба. Тоа имав некоја мала ситница на еден надпревар, прерано ми се костимот малку така тргна од мене во погрешен момент, па морав некога се снаоѓам у момент, али тоа се некоја мала ситница, така да мора да импровизираш. Да, со текот на годините веќе и тоа самото доаѓа од себе. Да, самото од себе си доаѓа, дури понекогаш е толку симпатично делува кога ќе се случат некои работи и без разлика колку на вас ви се дига косата и веќе се кочиш и се грчиш на сцена, треба да се насмееш, едноставно, нели? И да го импровизираш на толку симпатичен начин, па дури и фино дело. Па и да падне тој костим, па и нека падне, па и нека излезе фрли го на публиката, толку убаво изгледа тој дел. Кажете ми, во текст е со светската сцена, тоа е сигурно. Мислам, што се случува, нели? Дали имате нешто потајно, некоја желба, например, би сакала да го изведам тоа и тоа, би сакала да го одиграм овој момент или оној дел. Како што сите ние, нели, ни постојат некои личности кои што би сакале од нашите професии, нешто да изведем, да украдеме од нив, да пробаме дали може да го направиме. Верувам дека и кај вас. Владко, кој е најдобар машки танчер? Најдобар машки танчер? Има многу. Зборуваме за, ајде, некои имиња кои и нека има многу, сепак по твојот вкус, кој е најдобар? Се не знам кој да одвојам. Некој? Еден од нив. Спортските танци, дали и таму превладуваат црноморестите момчиња, или не? Не многу, но превладува. Значи, средно. Добро. Да, повеќе латиноамериканците. Бидејќи по нив е танцот. Така. Добро, а дали имаш, да кажеме, желба некоја потојна, каде би сакал да настапиш? Дали има некоја посебна хала, посебен објект или на некој настан одреден каде би сакал да настапиш? Како желба некој, како потик нешто што? Сега не, но би сакал на некоја поточно, мислам, не знам каде, за која сцена, но би сакал, например, на некоја повисока на светски на некој интернационален надпревар, да кажеме, на плажа ќе се игра во Барселона, нешто без врска зборувам и сега на плажа со некои луѓе ќе пеат Шакира Макира од страна, ќе има јахти, како може да не сакаш? Импровизира го, таму сакам да играм. Тоа да ми биде врвот едноставно. Такво нешто. Да, и најопуштен си. Да, и тогаш си најопуштен. Имам искуство, но не на сцена. Мислам на плажа, добра музика, пријатни луѓе, сите беа разиграни, да. Беше. Многу убаво. Илијана? Јас... Која е твојата цел кон која тежнеш? Што очекуваш ти всушност од... Имаш ли планови, имаш ли некоја идеја, имаш ли некоја цел што се однесува до танцот? План конкретно, идеја ми е всушност да продолжувам да танцувам, што велам јас додека не држат нозете. Буквално. Млади сте вие додека не држат нозете. Леле, колку ми звучи сериозно добро. Да се надоградувам, да стигнам до некоја повисока цел, например, по јаки категории од светски рамки. Добро. Желба ми е да настапам на страна, конкретно во Русија. Би сакала некогаш во Болшој театар, каде што се сплотуваат заедно танцот и музиката и глумата. Да. Така да сакам некаде каде што повеќе видови на уметност ќе се сведат во... Се вклопат во едно и ќе има готов пакет, што викат. Да. Танц, музика, актерство, се во едно, така да. На малку повисоко ниво. Така. Елена? Јас искрено се надевам дека ќе продолжам само вака во група со формацијеве да играм, бидејќи толку од мојата кариера за играње со машко. Да. Така да се надевам дека ќе продолжиме. Може би ќе дојде некој машко. Ама малечко. Има касно више. Ќе треба да го чекаме да порасне. Така. Да.
Така да се надам дека можеби еден ден и јас ќе стана помошен тренер, Да. да ќе помагам на младиве. Да. Што исто така ќе имаат истата судбина како мене. Кои што ќе немаат машки. Леле, колку е ова машки. Колку е Дали трагично. слушате колку тажно звучи? Ќе има иста судбина како мене, еве си нема машко. Мислам, Тоа ми беше срамота е. желба од малечка да играм. Па тачно. Сакав да успеам многу во тоа, но се разочаров и Само затоа што нема машко. Да. Па срам да ви е стварно. Мислам, срам. па на вистина тоа толку убав пар, и би биле убав пар, толку убави девојки, толку височки, толку убаво ќе изгледа на сцена, на вистина кога јас сакам лично многу да гледам, но кога ќе видам така во секој случај треба да се витки девојките, значи не зборуваме за ништо, не признавам никаква друга категорија доколку не изгледаат фино, нели? Па со тие, па со начинот на гардероба, па како се облечени, па самите покрети што ги прават, прекрасно е кога ќе уште како пар кога ќе гледам, кога ќе се уиграни, прекрасно изгледа и не можам да сватам како можат машките да не го сакаат тоа. А од друга страна, најчесто девојките што се партнерките се многу убави. Кој не сака со убава девојка да игра? Отишол фудбал да игра. Нека игра фудбал. Нема проблем. Нич не ти го треба тако. Има подобри партнери можда таму, од кај знам. па да. Добро. Плановите сега околу Нова година. Ќе правите, имате некој настап, нешто или ќе се собирате, нешто си правите на годишно ниво, некоја организација или не правите нешто? Моментално Како сумирање на резултатите, нешто има некаде 15 на дена нели до крајот на годината, се па нешто спремаме можеби на сега, годишно ниво да направите некој настап некаде, нешто да ја завршите годината убаво или немате? Па може би ќе се направи едно како годишна концерт за најмалите. Па така, нешто такво. За нив, бидејќи тие се уште се почетници, да покажат пред своите родители и научиле. најблиските што научиле во текот на годината, а ние не, само може да помагаме од страна. Како Добро, здравје, Боже, да ги од година ќе подготвуваме за направите. концертот. Добро. Јас можам да ви кажам на крај ви благодарам што ми гостувавте. Благодараме на Убаво на што вас. ни дојдовте. Јас се надевам и знам дека ќе се видиме повторно и дека вакви убави работи ќе ни ја красат. И оваа масичка тука и да го видиме тој пехарот што не го видовме. Следната година, ако не ова, следната сигурно. И ќе апелираме зошто нема машки членови. Мора Така да се тоа навеќе. апелира. Па навистина, мислам, еве, се губи една многу убава танцова двојка, нели, со оглед на тоа што веќе одиш во друга комбинација, нели, во Да. формација, не можеш веќе да си во танцови двојки, со оглед на тоа што нема партнер. Замислете. Се губи една многу убава двојка, Така. а можеби е потенцијален многу голем успех и представник на танцовиот клуб, така ли? Така. Ви благодарувам и пожелувам успех. Пред се ви пожелувам убава новогодишна ноќ, да си поминете убаво. Сигурно ќе си поминете, да се изиграте. Сигурно. Тоа, сигурно. Ќе се видиме повторно и многу среќа. Благодарам. Благодарам. Молам, почитувани гледачи, тоа беа членовите, односно Елена Маневска член, Јулијана Јовановска помошен тренер и Владко Стефановски уште еден помошен тренер. Нашите гости, членови на танцовиот спортски клуб Динамик од Куманово. Доколку бевме доволно атрактивни и интересни да останете со нас ова утро, бидете со нас и утре во исто време од 7 до 9 часот во утринска програма Нов ден. А со остатокот на денот поминете го убаво и имате пријатен и убав ден.